Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со новото издание на 24 анализа. Долговите ќе растат, странските инвестиции се намалени, домашните се во абстиненција. Не се остварија нити оние најавени капитални инвестиции од државниот буџет. Она што е ново денеска е дека официјален Брисел излезе со една нова прогноза за Македонија и ни прати една убава добра вест, дека и годинава економскиот раст ќе се движи некаде во позитива околу 3%. Но што на вистина не чека и очекува во оваа 2017 во која веќе е јасно дека дел од онаа политичка криза и политичка неизвестност веќе се прелеа. Кои треба да бидат идните приоритети, економски приоритети на идната можеби нова влада? И каков министер за финансии треба да ги менаџира и управува јавните финансии? Многу теми најавив, на овие теми вечерва во студиото мои соговорници се бизнисмени и економисти. Од мојата лева страна, стопанственикот Зоре Темелковски. Добро вечер. Добро вечер. Од мојата десна страна, Мендерес Кучи, стопанственик. Добре дојдовте. Добро најдов. И професорот Крсте Шајновски. Добро вечер. Добро вечер. Ќе одам со она што сметам дека е вест денеска за економијата, малку да го разбиеме она тврдо политиканство кое што веќе го исцрпуваме во очекување на формирање на новата влада. Оптимистичка вест, како што кажав од Брисел, 3,2% економски раст годинава. Тоа некаде би ја вброило македонската економија во првата петорка според висината на растот. Можеме ли да сметаме дека ова е една добра вест во услови кога веќе, како што кажав, се преле онаа политичка неизвестност која што веќе можеме да сметаме дека и како хронична кај нас? Ја морам да почнам со народната дека оптимизмот и заден умира и мислам дека нашите партнери кои секогаш ни порачуваат добри вести за државата и овој пат излегува со оптимизам 3,5, а тоа со 200 според предвидувањата на растот во нашиот буџет од 4,2 за 2017. Но ако ги компарираме податоците од 2016, ќе видиме дека капиталните инвестиции не беа остварени скоро 30% од предвидувањата. Така да постојано ние тој раз го намалувавме во изминатата година од предвидениот се симнавне на едно ниво од негде 3, нешто што беше економски гледано за професорите изваредно, за стопанствениците беше погубнен, бидејќи растот го темелиме на некои параметри кои ги компарираме, кои се надвор од економската логика. Бидејќи ние растот го темелиме на инвестициониот и капиталните инвестиции во градежништвото, а во главном таму парите доаѓаат од кредитното задолжување. Така имаме и за 2017 година, предвидуваме раст од 4,2 и го темелиме на развојот на железничката пруга и патовите, кои доаѓаат кредитни задолжувања и тоа е во инвестициониот циклус се учествува со 80%. Морам да кажам дека растот мора да биде за 180 степени свртена од страна на економскиот естабилишмент, тоест да креираме нов продукт, нов производ, за да можеме да дискутираме за некој реален раст, кој што ќе овозможи високопродуктивен продукт со додадена вредност, кој ќе обстои за нови вработувања кои ќе бидат во рамките на економска категорија, не на политичка категорија. Темелковски, многу работи отворивте, што сега ако сакам преку дебатава малку да ги отвориме, што го одржува, што го генерира растот и колку е одржлив. Мендерес Кучи, ајде пак, како ви лимона е популарно, охрабрувачки пораки од Брисел, економски раст, ама сепак не сметате дека тоа е добра вест во вакви услови на сериозна политичка хронична криза? Ние како стопанственици никогаш не сме рекле дека земјава и покрај сите проблеми што ги имало досега, разните, било тоа политички, што цело време не праќаат, но и економски, стопански, кои што имали реална основа за загрижување, сме рекле дека држи проценката дека ќе имаме раст. Но што значи растот, малку објасни нашиот колега. Што тоа значи за обичниот граѓанин? Колку тоа влијае врз стандардот на нашиот граѓанин? И колку нашиот граѓанин навистина може да ги покрие своите општи потреби или општи трошоци што ги
плаќам можеби некогаш и поскапо и од самите германци. Тоа го кажувам неслучајно затоа што денови видовте дека има и протести за покачување, не покачување, туку големата цена што ја плаќаме ние за електричната енергија. Да. Значи, буквално доаѓаат луѓе од Германија кои што имаат сметка за последниот месец што платиле. Тоа е упола поскапа, поевтина од колку кај нас што плаќаме. Значи, тоа треба да го гледаме кроз призма на стандардот на нашиот човек. Малку ни е значајно дали ќе пораснеме толку или онолку. Добро, тогаш контурите се така поставени. Што значи овој раст за стандардот? Тоа е буквално и така треба да се прочита пораката од европејците како обрабувачка и на некој начин тие сметат дека и без влада ние само ние бизнисмените ќе го тераме тој раст да биде таков. Шајновски, раст за преживување или раст што ќе значи малку Добро, мислам дека Брисел сака малку да не охрабри, инаку не верувам дека Македонија со оглед на развојот на настаните и доколку во брз период не ни се случи влада, дека ќе имаме таков раст. Македонија 2016 заврши со раст од 2,3%, значи номинали, да. Мораме да разбереме една работа. Економијата не дозволува политичко насилство врз незините законитости. Значи, не дозволува волунтаризам во спроведувањето на економските политики. Ние во Македонија подолг период ни се случува токму такво насилство и токму таков волунтаризам. Само неколку, ќе се обидам неколку бројки да искоментирам, за да разберете дека иднината на македонската економија воопшто не е розева, а најмалку таква како што планира Брисел и сака да ја прикаже, доколку во скоро време не ни се случи влада, и тоа не влада ради влада, туку влада која ќе ги исправи сите оние кардинални грешки, што свесно, што несвесно направени од претходниот владин состав. Со приоритети по редослед, меѓутоа сега сакам чисто статистички за да јавноста разбере за во каква позиција се наоѓа македонската економија и дека ситуацијата нималку не е розова. Значи вака, Македонија остварува раст на бруто домашниот производ од 2,3% во услови кога бруто инвестициите се највисоки во последните 10 години во однос на бруто домашниот производ од 32%. Се поставува прашањето: за какви бруто инвестиции тоа станува збор? Тоа се огромни фрлени пари за остварување на економски раст од 2,3%. Или ако сакате во апсолутни бројки кажам, за 1% поен раст на бруто домашниот производ во 2017 година, и тоа беше влада на Груевски, меѓутоа тогаш беше реформска влада, тие 2 години кога работеше како што треба, тој 1% поен го обезбедуваше со 13,6 милиарди денари. Во 2015 истиот тој процент го обезбедува со 48,3 милиарди денари или 4 пати повеќе. Се работи за раскалашено расфрлање на парите, што заработени од народот, што позајмени со кредити од странство. Друго, индустријското производство бележи континуиран пад. 2015 имаме 4,9%, минатата година имаме 3,4%. Извозот исто така бележи континуиран пад. 2014 имаме извоз од 15,8%, 2015 8,1%, 2016 6,9%. И увозот бележи пад. Но и тој се одразува директно врз растот, затоа што нашата економија е увозно зависна. Со други зборови кажам, Македонија со овој раст и 3% раст, доколку го оствари, не може да обезбеди средства да ги враќа ануитетите на кредитите кои достасуваат следниот период. Да, отварате Шајновски друго прашање. Вие набројавте бројки, а сега од другава страна еве на сите да ви кажам. Например, податоците покажуваат еве од Заводот за статистика. Досегашните владини политики
ја сведоа невработеноста на историски најниско ниво. Тој податок не ни го прочитавте Шајновски, како ефект од вкупните политики. Не, сакам да видам и другата страна од тезата. Во Македонија во изминативе 5, 6, 7 години слушнавме дека влегоа брендови странски кои што досега за нас не беа познати. Значи генерално зборувам за овие слободни или економски зони, територии што ги имаме. Значи намалена невработеност, големена вработеност имаме. Вкупната трговска размена, вие зборувавте извоз-увоз, но вкупната трговска размена е во пораст. Мислам дека во дел, како удел во увозот се намалува увозот на храна, се зголемува извозот на храна. Значи имаме некои показатели кои што даваат сигнали дека сепак економијата чекори напред, па дури мислам дека и во години на рецесија, кога европските економии се бореа со негативни стапки, ние пак бевме негде над нулата. Гледайте, тоа е вакви дискусии кои што се затоа сме доаѓаќе. Да видам каде е вистината за економијата. Дали ние имаме некоја фингирана економија или дискусиите на професорот Шајновски и нас реалниот сектор во стопанството. Се додека политичарите или политичките елити ги кројат параметрите на буџетот и растовите и се додека се они главните работодатели и се најголемата стопанска компанија, фирма која вработува, не може да разговараме за реална економија. Доволен показател е на гледачите со еден народен јазик, нема да зборам како професорот, него како стопанственик. Ако излезеш денеска во Скопје, ќе погледнеш дека пола дуќаните се затворени. Ако разговараме за раст некој, треба да разговараме за некои производства кои ги стимулирала државата. Пред 10 години имаше некои производители као што можевме да ги забележиме. Тоа беше Вива сокови, беа тие куросаните, беа разни производи со нов додадена вредност кои беа конјунктурни и конкурентни на пазарот. Ако денес гледате, кој што бара едно работно место повеќе и има економска логика. Сега во градот, во задните 10 години разговараме само за кафани, ресторанти, кладилници, разговараме за туристички агенции. Значи, ние не можеме тука да темелиме некој оптимизам за раст. Ние во реалниот економски сектор осеќаме преголемата заложеност на капиталните инвестиции во рацете на политичкиот естаблишмент. Значи, мојата главна порака и до следната влада е дека треба да се ослободат сите овие ресурси. Погледнете го буџетот, дека тој има своји стандардни трошоци, значи имаме тековните расходи на буџетот се 3 милиарди, кој ќе го одбиеме дефицит од 300 милиони, кој ќе имаме, гледате, брза задолженост на дворешна од 500 милиони. Зашто разговараме? За развој? Кажете ми која компанија добила некакви стимуланс и вие да излезете во маркетите и да препознаете некој македонски нов производ. Единствено што можеме во овој момент, нешто да кажеме дека е во позитивен развој со своја визија, со свое самочувствие, тоа е во ITT индустријата, каде што се појавуваат компании кои креираат нов производ и затоа вработуваат од 300 до 500 со високи плати. Но тоа е веќе успех на храбрите предприемачи. Значи, ние треба да пратиме сериозна порака од стопанскиот сектор да што побрзо владените службеници се дистанцираат од нивните функции кои што ги задедоа. Навечер ние погрешно ги воспитуваме сите ученици. Ако земете сега потрошувачката сама, која што треба да ја вложуваме во инвестициони циклуси, ние ако излеземе во центарот на градот, ќе видиме само споменици. Ако отидеме во Тетово, ги немаме основните потреби на граѓаните да имаат една депонија и да зборуваме за некои европски вредности, за некои развојни компоненти. За да можеме повеќе прашања. Сакате да прокоментирате, Кучи? Каква е вистинската состојба во приватниот сектор? Во самото прашање, коментарот е. Ако малку поинаку ги читаме
бројките, односно податоците, гледаме дека станува збор за една голема шминка, за кој што станале вистински мајстори нашите политичари, и згора на тоа и странскиот фактор на некој начин се преправа дека е така. Тие во суштина знаат дека не е така и ние како стопанственици знаеме дека е ова една розева лага на која што сакаме да и веруваме, но за жал ние не можеме сами од себе да правиме будали. Ако вработувањето во тој степен како што кажуваат бројките, ако навистина станува збор за некој стандард веќе кој што се приме и со минимални плати нека бидат тие луѓе, зошто тогаш имаме ние криза во пензионскиот фонд? Значи, само по себе се демантира тој податок дека ние постојано имаме паѓа невработувањето, но ако при тоа пресметуваме статистика правиме, нели? Колку беше бројот на нашето население активно за работа? Дел од тоа население го немаме, за да го броиме во невработени, затоа што ни излегле надворсите. И од друга страна кажуваме дека постоje толку. Да, навистина тоа држи статистички. Но реално јас и вие не би требале да имаме утре или задутре кои ќе се пензионираме проблеми со пензија. Но ние веќе денеска гледаме дека тоа е појава и тоа е проблем. Значи само по себе не треба многу. Сакам да дополнам. Популистичката политика за која влезе во економијата допринесе и моќта на медиумите допринесе да ние компарираме дека расте стандардот и све и дека имаме една убав градски центар, ако ќе отидеме во студентскиот дом, немаме услови основни кај што треба да го темелиме развојот, да едуцираме кадри кои што ќе бидат иднината на оваа држава. Државата и на развојот, да. И тогаш ние сакаме, знаеш, да дојдеме во ситуација, вината ја гледам и кај нас, сум самокритичен, стопанствениците. се носи буџетот, сите трчи новинарите, знаат, Митко ќе се јави во Сојуз на Стопански, супер, имаме инвестиционен циклус, 400 милиони се предвидени за капитални инвестиции. Кој ќе дојде годината, од тие внесени 5% упад. Појде во другата комора Стопанска, ќе се појави другата таму и ќе каже и ние денеска живееме во една, што вика, со розови наочари, а кога ќе прашаме меѓу себе стопанствениците, нема ни една ликвидна компанија, со исклучок на мал број, сите дискутираат за презадолженост, А каде беа овие вистини до сега да се кажат? Ве молам те Мелковски, значи не случајно ве прашувам Крсте, ќе ви остапам збор, само сакам бизнисмени во видел да ги искористам. Па ние бевме сведоци како моќни бизнис фаци аплаудираа, се вели македонски ракоплеска на премиер кој што им вели ќе ви го вратам навреме ДДВ-то, нешто што е нешто е законска обврска. Значи каде беа до сега овие вистини ако велите дека нема ликвидност? Па јас ви кажав каде се. И дека состојбата воопшто не е таква каква што е добро. Вие често сте биле и дел од нашите емисии. Морам да бидам искрена. Морам да бидеш искрена. Ние увек сме сугерирани и не припаѓаме на таа група. Да, на таа група не припаѓаме ни јас ни Менде. Немаше мол, него надвладува спрегата на политичките авторитети и економски кои сакаат да се, затоа што тие сакаат да ги распоред. Ја држи профитот. Еве во овој момент, ако дискутирате, главен фактор за развојот е електричната енергија. Во овој момент ние немаме никакви инвестиции во енергетиката и ние увезуваме, ако трошиме 6,3 милиони киловат часови, увезуваме, реалната потрошувачка е 9,5, значи 3 милиони одат во джебовите на бизнис заедницата која сака да профитира. И затоа ако е цената наша домашна распределена дека од електро на водата, на термоцентралите има до 6,3 центи по киловат час, овде кога плаќаме 10-12 и кој ќе излеземе овие неавторитетни структури во државата кои се наоѓаат во комисиите за енергетика, ни наоѓаат некоја просечна цена. Ние со кое стопанство и со која цена кој е основен инпут на новиот производ. Да се вклучи сака професорот повели. Да. Сакам да го земам твојот предизвик да кажувам добри податоци и да ги коментирам добрите податоци. Да, ви опонирав јас во првиот дел од токму ради тоа.
секогаш кога оваа влада крира буџет, капиталните инвестиции се високи. Вие новинарите планират високи капитални инвестиции. Вие новинарите пишувате прилози со наслови дека буџетот е развој. Дали е тоа така? Значи, дали ги читаме реализациите на крајот од годината, тоа сакате да... Што сакам да ви кажам? Сите податоци кои условно речено вие ги разбирате како позитивни, во нив се крие резултат. Значи, капиталните инвестиции во Република Македонија при конструирањето на буџетот се прават од исклучиво два интересни аспекти за тој што го крира буџетот. Првиот е пиаровскиот аспект, кој на јавноста и праќа информација дека владата работи во интерес на обезбедување на раст. Значи, 420-430 милиони евра на ниво на буџетска година. Колку е во однос на пензии, плати, социјални трансфери и така натаму, тоа е прв. И другиот аспект на ставката капитални инвестиции, кој исто така нели вие го неувате како позитивен, е за периодот кога ќе дојде ребалансот на буџетот, од таа ставка да си извлечат и да си ги пренасочат онаму каде што најмногу нив им одговара, а тоа најчесто се во највулгарни популистички мерки, каде што се купува послушноста партиска. Друг податок, мислам, ако го спомна и господинот Кучи, меѓутоа исто со бројка сакам да го изелаборирам, а тоа е намалувањето на вработеност. Точно е, се извинувам, не спомнав дека Македонија има исклучително ниска невработеност. Меѓутоа на што се должи таа невработеност? Кога ќе проанализирате подетално, ќе видите дека имаме исклучително голем, не се вика тоа одлив на население од Македонија, тоа се вика екзодус на население од Македонија. И другиот аспект, и тоа одбрана квалитетна работна сила, што е исклучително застрашувачки. Порано се одеше работнички кадар, се оди високо образован квалитетен кадар. Тоа е првиот аспект. И вториот аспект од приказката со намалената невработеност е што најголем дел од овие луѓе кои кога ќе си заминат веќе го немаат трендот на праќање на дознаките како што претходната категорија го имаше, односно дознаките од странство. Тие што ќе останат тука се вработуваат во администрацијата. И затоа имаме случај со податок регистриран, во 2008 година дефицитот во фондот за пензиско е 125 милиони евра, во крајот на 2016 над 400 милиони евра. Еве ви два примери каде што убаво звучен податок, доколку малку го проанализирате, ќе дојдете до трулоста на содржината. Да, во овој дел веќе сигнализира од режија, ќе направиме кратка пауза за реклами, па продолжуваме со вториот дел. Почитувани гледачи, најавувам маркетинг, па се враќаме во студијата. Hoće li skoro moj unuk? Кој јунук? Pa, toliko dugo ste zajedno. И едино што си тим ручицама твоим поdigla u životu je plata. Stvarno misli da je duhovit? Nisu nikakvi bademi bili. Jel krcka? Андрија и Ангелка. Ja, fuj. Во вторник во 17:45. Додека ја гледате серијата, уживајте во ладна или топла масажа со револуционерниот Тонифик или искористете ги додатоците за да го тонирате вашето тело и да го намалите целулитот. Сега по специјална цена од само 1990 денари. Јавете се веднаш. Hoćete da vam otpevam neku pesmu? Pa mi imamo pevačicu, nema potrebe. Ja kažem, vi imate pevačicu, ali nemate ovakvu kao i ja. Сигурна во себе. Дрска до степен да гарантира масовна публика кога таа пее. Molit ćeš me da dođem da pevam kod tebe. Не ја сакал секој. Jovan Ristić od svih pevača koji su bili na hit paradi, jedino koga je isekao je nastup mene i Slatkog greha i izbacio. Udri mujo šagije. Udri mujo šagije.
На патот до успехот решила да направи радикални промени. Sav margarin i paštetu bacala sam kroz prozor. Вечерва. Втор дел од интервјуто со Лепа Брена. Ja izađem i osetim u sali kao da je podigo se nivo raspoloženja, onako se na vu. Само во патот до успехот. Во 22 часот и 30 минути. Зошто ти и твоето момче не го земете мојот автомобил? Има седиште со масажа. Ох, и неговиот исто. Има и Matrix LED светла. Ја вознемирува премиум класата Астра со седишта за масажа и Matrix LED светла. Астра во акција. Астра Enjoy за 14.840 евра. Jugo Експорт Стил започна најголема мебел акција досега. Предсобје Зумба 159 евра, комода Барселона 199 евра, трпезариска маса Урбана 99 евра, стол Хори 69 евра. Акцијата важи во сите салони на Jugo Експорт Стил. Повелете посетете на Jugo Експорт Стил. Кога ми е затнат носот, веднаш ми треба помош. Септаназал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети лекува носната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септаназал помага при затнат нос и лекува. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон? Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Полесно, здрави. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. Стоп за двата типа на кашлица. Со Herbion сирупите против двата типа на кашлица. Herbion, два типа на кашлица. Различен пристап. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, Капетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Научив дека никако не смееш да седнеш на кјошон маса, затоа што нема да се ожениш. Како што некои работи постојат само во Македонија, така некои работи постојат само во Рамстор. За квалитетна и одлична услуга. За промоции кои ќе ви заштедат пари. За добивање поени на вашата Рамстор клуб картичка. Дојдете во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Продолжуваме со економската дебата. Почитувани гледачи, од мојата лева страна бизнисменот Зорет Темелковски, Медерес Кучи, стопанственик и професорот Крсте Шајновски. Шајновски, првиот круг го завршивме со вас, сакам и сега да продолжиме со вас. Ќе прочитам еден краток цитат од една ваша последна колумна во смисла идни приоритети на идна влада.
уште не е формирана, од новата влада веќе се очекува да направи пресврт во неповолните трендови во развојот на земјата и очекувањата се оправдани, бидејќи само на тој начин може да се избегне запаѓањето во должничко робство и неизбежно опаѓање на стандардот. Дали навистина сте убедени дека економијата ја чекаат тешки денови, дека идната влада која и да е ќе има пред себе една тешка економска агенда? Па, мислам дека секој кој би се обидел ова прашање да го изелаборира дека ќе биде лесно, нема да биде сериозен одговор. Од проста причина што и податоците кои ги успеавме да ги споделиме покажува дека ситуацијата ни одалеку не е розова, со тоа што во суштината на проблемот, односно во сршта на македонската економија, пред се мора да се ослободиме од едно зло, а тоа е да се стави крај на буџетската потрошувачка како право на лидерот. Ние во изминатиот период имавме буџетска потрошувачка која ни е креираше еден човек и над која потрошувачка еден човек имаше ставено рака. Значи, ако сакаше тој да гради одреден објект, го градеше, сите го гласа и тоа се спроведуваше без разлика на интересот и капацитетот на економијата што го имавме во тој период. Новата влада ќе се соочи прво со мора да се соочи со консолидирање на буџетот. Мора да види сметките кои се колкави се долкави се. Мора да види побарувањата кон фондовите, кон јавните предпријатија колкави се. Со оглед на високиот степен на нетранспарентност на оваа власт, ние верувам дека уште не знаеме каде ни е дното. Ние допрво, односно новата власт и министерот за финансии треба да го утврди дното на македонската економија. Се плашам дека ова се фризирани статистички податоци. Доколку по-детално ги проанализираме овие податоци, ќе можеме да утврдиме несовпаѓања со истите. Ви имате различни податоци, Завод за статистика, Народна банка, Министерство за финансии. Па тргнете од тоа, како може невработеноста да опаѓа, а пензискиот фонд да ни е прави. Шајновски, пред да продолжите на следното, консолидација. Таа консолидација ние постојано ја читаме и во извештаите, па дури и во бриселскиот сега извештај пишува консолидација на јавни финансии, буџетски дефицит. Што значи консолидација? Кога велите кој мора подхитно да се премине подитно на консолидација на јавните финансии? Тоа значи да не се дозволи деструкција на финансискиот систем во државата. Затоа што државата должи на многу фирми. И тоа сега е ставено под еден сад кој го држи да не се одлее долгот. Меѓутоа, тој сад е прашање на време кога ќе пукне од притисокот на долгот. Ме разбирате? Јас сакам да се надоврзувам тука малку. Го разбирам господинот Шајновски. Напред, било што да се направи. Значи, јас мислам дека приоритет на следната влада е прво и ние како стопанственици знаеме. Крај на година, па попис. Значи, без да се направи еден попис. Ние се уште шпекулираме со податоци. Ни јас, ни вие, ни нема ѓавол што ја знае вистината во оваа земја. Значи, прво пописот, кој што не може да трае повеќе од 15 дена од денот на формирањето на владата. Да се знаат кои се обврските, кои се скриените ставки што ние цело време шпекулираме, не знаеме точна бројка, а ни се одразува врз стандардот. После тоа, да преминуваме на да гледаме дали воопшто оваа држава досега имала стратегија, како што на времето значеше долгорочно планирање, нели? Па среднорочно, па краткорочно. Ние секогаш гледаме на некој начин програми на политички партии кои се претвараат во програми на развој на држава за полнење на своји џепови. Ова практика, значи, треба да се стави крај еднаш за секогаш на тоа. Ние имаме една обична стопанска комора. Ја веќе не сум председател тука. Но таа има таа стратегија што го донесе управниот одбор тогаш додека бев јас председател. И новиот председател продолжува со таа стратегија, која ще е уште 2 години после тоа. Значи, не може да станува збор за една озбилна држава, која сака да се развива,
која што и навистина има и можност и потенцијал има. Но пречката се политичарите, односно арамиите. Значи, без една стратегија, без еден попис прво, па стратегија каде и како, нема да можеме воопшто да применуваме ништо здраво. Тука сакам малку да го вратам чекор можеби назад. Вие сте потполно во право со укажување од страна на експертите кои го разбираат пописот дека за подготвување на сериозен попис кој ќе ги даде бараните резултати на кои сака да укаже господинот Мендерес Кучи, ќе ни треба најмалку 2 години од кога ќе дојде нормална влада. Значи сега и тој момент е дека и тука немој да избрзаме да правиме попис ради попис. Јас се согласувам ова технички доколку може да се изведе како што најавува господин Кучи, јас се согласувам. Меѓутоа се плашам, читајки и анализирајќи ги експертите од областа на статистиката и населението, демографијата, мислам дека нивните укажувања се дека најмалку 2 години треба да се создадат нормални услови за да можеме да направиме квалитетен попис на кои резултати ќе можеме да се повикуваме следните 10 години. Значи пописот не се однесуваш само населението, не населението. Генерално пописот се однесува и на јавниот долг. Така е. Меѓутоа, значи генерално доколку зборуваме за пописот, мислам дека тоа е мојот став. И друго уште нешто сакам само да докажам. Мораме да ја вратиме функционалноста на пазарната економија. Ние заборавивме што значи пазарна економија. Ние го изгубивме стожерот на пазарната економија. Значи, пазарот и државата, односот, мора да биде урамнотежен, за да можеме да зборуваме за бизнисмени кои ќе можат да инвестираат, кои ќе бараат профит, кои ќе бараат продуктивност. Ние во моментов имаме уплашени бизнисмени. Државата е главниот бизнисмен. Државата е главниот работодавец. Ме разбирате? Значи, се додека не направиме урамнотежување на односот пазар-држава, ние не можеме да зборуваме за квалитетна економија, нити за квалитетен животен стандард. Да. Темелковски приоритети на идната влада, еве, спомна Кучи попис, ама во една поширока смисла, не само како статистичка демографска, еве и Шајновски спомна во дел и транспарентност и бюџет. Тоа не може толку идо да се направи, секако е делно, не може толку идо да се направи. Па добро, ние пробавме сега пред пар години, ова може одма. Како заврши тоа. Идната влада, кажам дека, што и професорот ова го потенцира, треба да ја ослободи економијата и да се дистанцира. Која држава е правата држава? Она која што не се приметува во економскиот дел. Таа е позитивна држава. Се додека државата е главна во функционирање и потрошувачката на буџетите, не може да зборуваме за предприемаштво, не можеме да зборуваме за идни генерации кои ќе се задолжуваат и кои ќе бидат новите визионери. Мојата секогаш сум константен тука, бидејќи потекнувам од предприемаштвото и увек го потенцирам тој успех на генерациите. Ние во овој момент се зборуваме за некои тековни потрошувачка, која што е доста са горната граница од 3 милиарди евра. Ние можеме да разговараме само за домаќинлукот на идните влади, кои што постепено не можат тука да отпуштаат вработени или било што, да подобруваат. Треба да разговараме за изедначување на инвестиционите циклуси со странските инвеститори. Бидејќи, преска слушав дебатата кога со колегите ја водите, ние имаме зголемување на вработувањето. Но дали имаме покажен животен стандард на работниците, на семејствата? Вие имате сега тековни задолжувања во банките на секое семејство, над 60% е процентот кои се задолжени на 2 или 3 тековни картички. Ако сакаме нешто да постигнеме, прво што треба да направиме е да подобриме домаќинлукот. Дефицитот кој го покажуваме во вредност од 300 милиони или 3% е во однос на бруто домашниот производ, треба од година во година со домаќинлук да го намалуваме и тие пари да ги внесуваме во реалниот сектор, во тековното производство. Значи мора да добиеме свеж капитал
као обртен капитал. Достатно е веќе кредитирање во основни. Тоа веќе се презасити и пазарот и се, дали се... Ние постојано потенцираме градежништвото. Градежништвото е секогаш првата гранка во инвестициониот циклус. Забораваме дека освен градежништвото, што рече на тие разни коруптивни и нереални економски параметри, дека 1 километар нас не чини 7 милиона, ако се компарираме со европските стандарти е 2 милиона, ќе видиме дека не се работи за циклус. Кај се оние што професорот ги предава на студентите, 16 гранки кои ги предава, кои се врзуваат за градежништвото и кои треба да донесат нов производ, конјунктурен, да донесат економски оправдан, со побрз транспорт. Значи, не го влече локомотивата, не ги влече останатите. Тоа значи дека нешто е фалшиво во самата економија, тоест во самата потрошувачка на буџетот. И треба да го поставиме донесувањето на буџетот дека мора да оди заедно со стопанствениците, со потребите на граѓаните. Јас сакам граѓаните денеска, знам дека професорот тоа стручно и треба као стручњаци, но треба и граѓанинот да знае да си ги штити своите пари, бидејќи буџетот се парите на сите граѓани во оваа република, дадени на еден политички естаблишмент. И тој треба да дава отчет не на својата политичка програма која што му ја гласа партијата во едно раководство, него на граѓаните, па да седне за следната година дали Скопје 2014 е правата инвестициона програма. Сака да се направи, но тоа малку доцнеме за Скопје 2014 веќе финишира како проекција, можеби остануваат само неисплатени фактури по фиоките. Но прва ќе ни дојдат фактурите за одржувањето, кој што можеби ќе кошта околу 100 милиони евра годишно. Па ние сега зборуваме за економија. Кој е тој економски производ, нов, кој ќе ги сервисира обврските, ако јавниот долг расте со 500 милиони годишно, ако дефицитот е 300 милиони, ако обврските по кредити годишно се 260 милиони, може ли некој нормален граѓанин во оваа држава да ми каже, не зборам политичар, не ги сметам во нормалните кои што се, бидејќи они имаат друга таргет и друга цел, него нормален граѓанин да ми каже од што ќе ги вратиме. Тоа се нови задолжувања и тогаш зборуваме за моите правнуци кои ќе земат. Јас кога дискутирам како економиста, не го критикувам политичкиот естаблишмент кој ја носи задолженоста. Задолженоста носи и развој. Критикувам кој ќе го враќа тој долг. Зошто не поставуваме обратно? Дали имаме ние можност да го врати некој тој долг? Колку длабоко сме загазени во ова должничко робство за кое што пишувате во колумната Шајновски? Значи, еве, јас прочитав сега скоро еден податок во ревизорски извештај, вели од платата на главнината само за една година се зголемува за скоро 190%. Мислам беше компарацијата 2015-2014 година. Значи, еве вака, ние годинава си имаме најавено нова евроврзница. Лани ја завршивме со веќе една од 450 милиони евра, таа мислам дека беше последната. Годинава околу 300 милиони евра, мислам дека преку буџетот се таксани за отплата на доспеани обврски. Значи, ние сега се изборуваме во 300, 100, 500 милиони евра, па дури и еден бизнисмен направи пресметка дека дневно само по основ на камати плаќаме 400.000 евра дневно, само за камати. По оние лимити што се ние уште си важиме за умерено задолжена економија, сме во некоја безбедна, комотна зона, стабилна. Таа приказка за умереност, извинувам. Извини професоре. Само да ти кажам две реченици. Ние секогаш си пишуваме дека од нас е позадолжени Јапан. Од нас е Хрватска. Ама они имаат продукт со висока економска проценка, да чуеме од професорот, да. Го начинам обед само да му одговорам на господинот Темелковски. Јапонија има зошто може да биде задолжена. Таа е суфицитна економија, има конвертибилна валута и долгот најголем процент е внатрешен. Не имаме надворешен. Значи, тоа е сосема друга приказка и нема врска со Македонија. Ги читаме тоа, професоре. Во Македонија, мислам дека го кажав во првиот одговор една информација која повторно ќе ја споделам, што ми треба во анализата. Ние треба
2017 да оствариме раст на бруто домашниот производ од минимум 3%, за доколку сакаме да си го вратиме ануитетите, да си ги враќаме од кредитите без да се задолжуваме. Што сакам да кажам? Ако оствариме 2% раст, ние 1% треба да се задолжиме во пари повторно, за да можеме да вратиме. А професор, инфлацијата од 1% не ја предвидувате? Инфлацијата, тоа е друго. Зборувам како бројки голи. Ние имаме само по основ на камата 2017 153, 2018 175, 2019 437 заедно камата и доста сандол. Значи, ситуацијата ни оддалеку не е розова. Може би уште полоша. Структурата на македонскиот долг е многу лоша. Ние се задолжуваме и со евроврзница за да враќаме стари долгови. Тоа е исклучително сериозен проблем, затоа што инвеститорите кои се задолжуваат кај нас од таква евроврзница бараат повисока камата на евроврзниците затоа што тоа е несигурен долг, несигурна хартија од вредност, така? Затоа што не ги инвестираме во продуктивни инвестиции, туку ги инвестираме за да вратиме нешто што сме си го потрошиле како луксузно добро. Така сме си сакале да градиме споменици, згради, објекти кои не ни требаат на нас. Ме разбирате? И не случајно нашата каматна стапка на евроврзници е на ниво на грчката каматна стапка на евроврзници. Дали сметате дека доаѓаме ние постојано новинарите не видиме психолошка граница 50%, таа веќе е премината, но пак ќе се навратам на онаа статистика што е европска како мерило некое како стандард, дека ние остануваме во таа зона. На големината која е македонската. Имаме ли причина да стравуваме дека среднорочно и веќе одам подолгорочно може да е алармантна ситуацијата? И не знам, не се присетувате, Светска банка пред 5-6-7 месеца реагираше сериозно. И самата Светска банка укажа дека веќе го поминавме прагот на дозволено задолжување. Македонската економија не може да поднесе јавен долг над 50%. Значи, веќе е надминат според сегашната методологија на мерење што све влегува во јавниот долг. Според оние податоци што сега ги имаме. Куче за бизнисот, ние ќе го плаќаме, освен ние граѓаните како физички лица и вие фирмите, нели? Секако, да. Пред малку спомнувавме и Светска банка, доскоро имаше и монетарниот фонд, кој што често пати знаеше и политички да се постави. Кај што ја имав директно и контрадикторни односи со нив. И велам, зошто зборувате невистина? Затоа што нашата ситуација не е таква каква што вие ја цените. И таа ми вели дека така требало да биде. Затоа што сакаат на државата да ја дадат уште пари, да ја задолжат уште повеќе. Затоа што тие се една компанија, не треба да ги гледаме Светска банка ние како не знам што. Една малку поголема банка од нашите комерцијални банки. И секако тие кои ќе сакаат да ти пласираат, ќе те рангираат. Ти има пари. На поразни основи. Така да. Не можеме да се реферираме ние, туку хало треба да го гледаме кај нашиот. Ако сакаме мерило, сврти се дома. Сврти се кај комшијата. Гледај колку не му пораснал или му опаднал стандардот. Не што слушаме во комшилукот за нас или што ќе каже Фуере. Да речеме, ајде да не ги спомнуваме под медиаторите или посредниците што сакаат меѓу нас еве да направат некоја слога. Дека ние не сме се сложили и не сме знаели, не сме били ни паметни многу. Но јас мислам дека кај нас има потенцијал. Но навистина треба приоритети да дадеме, одредени. Јас реков, за да знаеме во која состојба сме, мора да ја констатираме прво. Тука ми беше и поентата кај пописот. Не само кај демографскиот. Демографскиот бара малку поголема енергија, но автоматски со тоа да се стартира и тоа прашање. И еднаш за сегогаш да не се лажеме ние. Другата работа е на кој начин ќе го менаџираме проблемот што навистина ни се создава проблем на гомиланата администрација. Администрација ова која што не може не знам која земја да го трпи. Која што е само политички мотивирана и креирана на тој начин. Дури со клуч одреден, кој што од моја страна било критикувано цело време. И затоа сум сакал цело време, не сум сакал да бидам дел од 20%. Оние што велите дека мора да бидат вработени по клуча, туку сум сакал да бидам граѓани на оваа земја, каде што генерирам, стварам
И при тоа сакам нешто да ми се врати. Ако не мене што вели господин Темоков, туку да се врати на нашите внуци. Да, таа администрација куче и уште не ја знаеме бројката е ведо Сакам да се вратам. Како можеме, не само да констатираме. Туку дали и навистина имаме сила да ги охрабриме и новите политичари што ќе ни дадат. Без тоа е нужно зло, без кое се не може. Значи, ние како стопанственици им стои на располагање. Со тоа што ако ги сакат нашите совети, но не само нашите, а без нашите не може никако да направат, нема да направат здрав потез, туку и на академскиот дел и да гледаме дали ние можеме да се вратиме како една модерна Европа, да се посвети малку повеќе на малите, малите и средните предпријатија. Ја мислам дека спасот е во овие. Како еве постојано ви ова го говорите, како еве за сите тројца прашање при крај сме веќе на дебатава, како имаме буџет ние од 3,2 милиарди евра, голем дел од овие пари завршуваат социјални трансфери до единици локална самоуправа, плати. Се тоа некои фиксни, ама не, сакам да речам, тоа се фиксни трошоци, што јас се сомневам кој да било идна влада ќе посегне да скрати од субвенција или да намали социјална помош или па не дај Боже да спроведе, да тргне во некоја реформа на јавна администрација, која што ќе значи отпуштање на работници. Од каде ние да почнеме да кратиме од тој непродуктивен дел? Може ли да ти јас не сум задам на зборот? Значи, ние има од каде да кратиме. Од каде? Молам кратко, сакам тргнеме сега, јас ќе тргнам као стопанственик, ќе тргнам, даваме субвенции во земјоделието и на големи тапани удараме дека субвенциите во земјоделието се 140-150 милиони. Ние, ако зборуваме за една економска категорија, треба да видиме дали тие враќаат некоја нова додадена вредност, најмалку да растат со 10%. Тога се субвенционира нешто во стопанството. Ако не враќа и ако не допринесува некој нов додадена вредност во новиот производ и не стабилизира потрошувачка во државата или зголемена социјална потенцијал, значи треба да ги промениме тие субвенции, тие исти пари да ги дадеме во едукација на земјоделците, да направиме намалување, тоест субвенции за ѓубривата, за се она што им е неопходно за да порасне. Сега ние постојано сме бомбардирани од две страни, дека даваме и од друга страна имаме друга вистина, дека некој зима фиктивно тие субвенции се потрошуваат. Да, тоа се и ако граѓани, само го давам како пример. Да. И друго, во дефицитот мораме да намалуваме и во тоа, али тоа не може многу. Тоа може 100 за 1% ако биде на годишно ниво, да бидеме многу задоволни и среќни, бидејќи ќе креираме некои 100 милиони повеќе да вложиме и да инвестираме во домашното производство. Да, при крај сме кучи. Од каде може да се чепне? Пред да дојдеме до тие субвенции, ние прво мора да гледаме дали воопшто имаме земјоделци. Ние земјоделци имаме. Но дали тие земјоделци имаат земја? Кој го зеде таа земја од тие земјоделци? Во чии раце заврши таа земја? Да, сега навлегувате за земјоделците како пример ги земавме моам во крупната слика. Ние имаме овие ресурси. Ние го имаме земјоделството, ние го имаме туризмот и ние ги имаме овие мали и средни предпријатија кои може да служат како услуги или придружни компании кои што можат на една мега програма, која што може и надвор да се пласира како финален продукт, но каде што ќе се генерираат вредности тука. На микро ниво, не на големи, не знам што, фрапантни бројки или имиња. Така. Заборавате го тоа. Значи, буквално ако се свртиме ние на ова, забораваме уште еден елемент што го имаме ние. Таа е диаспората. И многу често јас сум ја спомнал таа. Но тоа некако се броеше како фолклор повеќе, кога ќе ја кажем ја, или како желба буквално, отколку што реалност. Јас ви гарантирам дека е ова една реалност која што може да не спаси. Нам не ни требаат тие промотори кои што скапо ги плаќат. И со ова се сложува еден мој ценет инженер кој што возрастен више во години и ќе го спомнам неговото име, Иловскиот тоа, Божо, кој што исто како мене размислувал во едно време и ме побарал. Мен дали јас мислам како тебе. Пошто и тој среднал луѓе кои што можат, ако имаме 600.000, да речеме граѓани надвор. Велиме ние ќе најдеме 10.000 од нив, кои што ќе можат да доаѓаат со една одредена програма. Не со
не знам какви вработувања. Со 20 вработени нека биде тоа. Колку е тоа бројка на реални вработувања? Без при тоа да се бара ни еден денар од државата. Но, кој знае колку да внесеме ние од државата, ако некој цело време перманентно ни велиме мажот ако донесе со лопата внатре, жената со игла може низ прозорец да го испали се до тоа. Ако има недомачино внесуваат. Буџетот се полни со 97% за разлика од претходните години кај што беше 46%. Зборуваме за недомачинлук. Се креираат нови закони, се намалува моќта на граѓанинот, економската моќ. Ако Крстеко професор сега пише 2 книги, он треба да плати и 10 и 18, зашто е голема администрацијата. И она креира за својата судбина, не за развојната компонента. И затоа ние сега сме во еден судар директен стопанството и предприемаштвото во однос на политичкиот естаблишмент, што професорот го раскажува, дека он зима решение што ќе биде правиот циклус во развојот. Шајновски. Повторно се враќаме на финансиската консолидација. Да. Значи, познат ви е податокот од истражувањето, дека во последните 8 години по разни канали од Македонија се излеани 6 милиарди евра. Доколку дојде влада која ќе успее да ги департизира институциите, односно ги постави да функционираат на пазарни основи, да функционираат онака како што треба да функционираат овие институции, овие вентили од кои стекуваат овие пари, повторно ќе се вратат, односно ќе останат во државата. Тоа е клучното, клучниот извор на средства кој може да се обезбеди без посериозни активности да се превзема на терен, а кои пак средства може да бидат насочени во обезбедување на продуктивни активности во понатамошниот период. Тука сме при крај, само една политичка проценка, многу накратко, затоа што колегата Челиковски чека за дневникот вечерен. Ке добиеме ли скоро влада? Каква ви е политичката проценка? Па ако зборуваме за заробена држава подолго време од една година, политичката влада мора да биде формирана во најкраток рок, бидејќи да отвориме можности за партнерите кои сега само не прашуваат што се случува, да почнат да доаѓаат и да разговараме за економија на претходно што го дискутиравме. И јас сум оптимиста дека набрзо ќе се формира таа влада. Тој оптимизам го темелам врз реални показатели. И ние сме европска земја, која што гледате дека секогаш ја добиваме поддршката и така ја почнавте емисијата и не мислат нашите добри пријатели од Европската Унија и пошироко дека ние можеме да останеме во некакви племенски заедници, да ги решаваме со едни други принципи, освен демократски. Така да сум оптимиста наскоро и дека ќе можеме спокојно да твориме и да креираме ова за што денеска зборуваме и да дадеме еден отчет дека имаме визија, имаме храброст, имаме моќ, али тоа да треба и на практично да се покаже во својата држава. Куче, колку долго можеме вака без влада и овие политички калкулации, комбинации, преговори? Ние веруваме цврсто дека ќе креираме влада, но стои вашето прашање, колку можеме да издржиме. Да не се случи додека мислиме за да правиме влада, да немаме више држава. Но додека имаме држава, добро ќе беше да креираме и влада. Значи, буквално ме читате меѓу редови, како почнале нашите политичари да размислуваат, демек без мене нема да има ни можност да се направи некоја влада, тера на тоа демек утре може да имаме ние влада, нема да имаме држава. Таа влада со која ќе владее. Но јас мислам дека пак ќе има разумни луѓе и ќе надвладее разумот и ќе се креира една влада, блиско е до тој состав. Се мерат некои работи повеќе од политички причини меѓу партиски, нели, кој ќе изгубел, се калкулира доста многу во последно време. Некој изгледа се разбуди више од албанскиот блок, од сонот, што до сега го сонуваше, кој што некој го наметнуваше да сонува. И сега веќе е малку побудно наводно мисли, но не треба толку многу да мисли и да анализира. Неговите анализи се направени,
ја мислам дека и одговорот го доби од народот и на крајот испаѓа дека овој народ не го заслужува баш оваа ситуација на која што сме. Но тоа што многу веруваме, изгледа и доста и чепатиме. Но крајно време е да се отрезнеме и да мислиме на вистина која сакаме во држава, да работиме и за нејзин. Насловот на една од колумните беше, мислам така, што побрзо влада економијата, без влада нешто имаше. Мислам дека влада ќе има, колку тоа на некој му се допаѓа или не. Брзината е дискутабилна, но мислам дека нема да биде долго, нема да изгубиме државата, сега да го утешам господинот Кучи. Нека мислам... вели Груевски, без него ќе пропадне и држава нема да има. Добро, народот го каже мислењето за господинот Груевски. Мислам дека овој народ заслужува нормална влада и влада која сериозно, таксативно ќе се зафати за приоритетите со цел пред се подобрување на животниот стандард на македонскиот граѓанин. Македонскиот граѓанин веќе 10 години живее во заложништво на претходната политичка гарнитура и мислам дека добро е и за бизнисмените, и за граѓаните, и за администрацијата, и за пензионерите, за сите, да се отвори демократскиот систем во оваа држава. Шајновски, Кучи, Темелковски, ви благодарам, господа, што бевте дел од оваа вечерашна дебата. Благодарам вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата со кој не следевте. Го најавувам вечерниот дневник и колегата Младен Чадиковски. Од мене, довидување.